во своите завршни зборови. Според нив, обвинителството не успеа да ги докаже кривичните дела за двајцата обвинети. Дали успеа обвинителството да докаже она што ги има наведено во својот документ? Видете, теорија на случај на јавното обвинителство во овој предмет е неиздржано, не елаборирано, не докажано апсолутно, ниту еден наратив, ниту една претензија во текстот на јавното обвинителство, во наводите во обвинителниот акт, односно предлог, не ги докажа со ниту еден материјален доказ, ниту еден вербален доказ, така што сметам дека и очекувам да Мухсин Арифи и Глерим Амити бидат ослободени од обвинение. Обвинителството тврди дека имало доволно докази дека и се користели снимки и посебни истражни мерки кои ги докажуваат кривичните дела. Точно имаше снимки, имаше фотографии, но тоа е основа на сомнение, но за да биде одредено лице осудено, треба тоа да се докаже надвор од разумно сомневање. Значи, сето тоа што го видовме во текот на оваа кривична постапка, посебно денеска во овој завршен збор, според нас остана на ниво на основано сомнение, а далеко тоа дека беше докажано. Фала. Дали сте запознаен со другиот предмет, кривичната пријава поднесена против сведокот? Дали застапувате во тоа и од кого е и зашто е? Одбраната во овој предмет има само информација и сознание дека членове или член на семејство на Иска Србиновска, која што е сместена моментално во гериатрија, има поднесено кривична пријава против пријавителот во овој предмет, односно сведокот Невие Заимовски. Во овој момент немаме детали и не застапуваме во тој предмет.